Како што вика овдека? 26-та точка вели мултифункционален семафор 10 милиони и 500 илјади денари. Значи не мултимедијален сервис. Мултифункционален семафор 10 милиони и 500 илјади денари. Како тоа? Овие се квази институција ова? Инаку на оваа институција сега и носите нов правилник со кој што ќе биде забрането да се објавува која е фирмата која што го добила тендерот. Од сега ќе биде скриено тоа која фирма го добила тендерот. Како бе ние сега Максим Димитриевски, ние сме квази новинари, а ти шо си? Ти си квази политичар онда. Квази патриот, докажан. Нели ќе беше коректор на власта? Нели ќе контролираше влен да не се дуизира? Нели ќе излагаше ти од влада ако не ги почитуваат законите, ако ставаат знамења, да. Тебе не ти се свија во моментов ова се шо објавено, пошто не ти е во прилог. Новинари. Ние сме сега квази новинари. Ајде бе. Направиме проект согласно кој го работеше еминентна фирма Генг од Скопје за реконструкција. Цените за комплетна реконструкција согласно предбер пресметките од 2018 година се некаде над 6,5 милиони евра. До денеска општината има потрошено помалку од 2 милиони евра и над 80% веќе е завршена работата. Оставам на јавноста да процени дали има простор за било каква манипулација. Тоа што одредени квази новинари по нарачка го изнесува во јавност, испинува информации дека е набавен семафор, а всушност е набавен цел комплет систем за медија сервис, тоа како што се прави во сите современи држави, тоа е веќе нешто друго. Семафорот кој што ќе се вгради во нашата спортска сала, кој што емитува резултат со сите услуги чини 950.000 денари. Мултимедијалниот четворостран семафор, кој што веќе е вграден и инсталиран со придружна и дополнителна опрема, чини 10 милиони и 500 илјади денари. Како бе, господине Максим Димитриевски, тоа кога си тука на интервју сме најдобрите новинари, ама тогаш кога ќе ти извадиме некоја ваква глупа инвестиција, тогаш сме квази новинари, а? За вас кои се новинари, бе? За вас кои се новинари? За вас се новинари тие што ве галат? За вас кои се новинари? Тие што ви викаат како бе, господине Максим Димитриевски, така многу работите, како успевате да стигнете се да сработите? Дали у колку час останувате од спиење за идите на работа? За вас тоа се новинари? Како тоа ние сме квази новинари кога ќе ја фатиме да га правите зулум? Тоа се квази новинари, а? Генг. Зашто го лажете народов? Зашто го лажете народов? И зашто стварате перцепција за тоа дека тие кои што ви ги вадат криминалите, тие биле квази? Добри новинари се само тие што учествуваат во вашата лага, а? Како тоа? Ајде да видиме што пишува овдека на документов и на бирото за јавни набавки. Пушти ги документите. Дали пишува мултифункционален, 5-димензионален 6D. И систем за медија. Абе каков систем за медија, бе? Што ќе правиш ти семафор, преш, не преш? Дај да видиме. Леле, ова јама мечка Наталија, дајте за делото. Мистер Мијаги и ја исто кога кажа Генг, истото го помисли. Дај бе го, ги пуштите документите? Ајде да видиме што викаат документите. Дали ова квази институција која што ги објавила документите, кои што тебе ти се свиѓаат? Како, што вика овдека? Мултифункционален семафор. Тоа е 20 и која точка? Не ви се гледувам. Мултифункционален семафор. Значи, идеме во 26 точка вели мултифункционален семафор 10 милиони и 500 илјади денари. Значи не мултимедијален сервис. Не медија. Мултифункционален семафор 10 милиони и 500 илјади денари. Како тоа? Овие се квази институција ова? Инаку на оваа институција сега и носите нов правилник со кој што ќе биде забрането да ги објавува. Да се објавува која е фирмата која што го добила тендерот. Да. Тоа нели пошто они за да не биде квази. Сега кој е овдека квази?
А тоа што оние малите измени у законот за јавни набавки што ги извади, Да. што ги најави Мицко? Да. Нивелирање на леле. Само ќе забрануваат да видиме на која фирма добила? Да. Од сега ќе биде скриено тоа која фирма го добила тендерот. Значи, Мицко Вис, некој нов модел на Како бе ние транспарентност. сега Максим Димитриевски, ние сме квази новинари, а ти шо си? Ти си квази политичар онда. Квази градоначалник, Квази градоначалник, председател, квази да. председател на партија, квази патриот. На квази патриот, Ти си- да му сигурен. кажам, Ти си другар, значи квази патриот. Докажан. Нели ќе беше коректор на власта? Нели ќе ги контролираше влен да не се дуизираат? Нели ќе излагаше ти од влада ако не ги почитуваат законите, не знам што уставот и така натаму. Ако ставаат знамења, да. Значи ти си квази патриот, ти си квази политичар. Не знам како да ти кажам. Александар Овнарски Не може ние да бидеме затоа што тебе не ти се свија во моментов ова се што е објавено, пошто не ти е во Квази прилог, новинари. ние сме сега квази новинари. Ајде бе. Како така сте се научиле? Како така сте се научиле? Као што се научил Мицковски таравари, сега го гледам па и овој почнал како се кеше на Бранко, министерот за администрација. И имаме напад у чат. Ако. Квази градоначалникот сакам да го прашам, а Чека, каков е ова е тој, трол. а Не каков ги е банире, тој не ги семафор, банире. не ги банере нек си искажат Не бе муките. Мандар. Ако. Ама Мандар е колега јутубер сега, не знам што договарале тука. Ако да е добро. Ни прават упат. Кај ќе ги блокираш. Знаеш што Поздрав на до Мандар. на Ама друга титула ќе му сакам даде. да го прашам Милош, овој квазимодото од градоначалник, што и да е. Каков е тој мултифункционален? Мислат оно исто како Христијан, ако каже нешто дека тоа така убаво ќе звучи. Значи сите семафори мора да се мултифункционални, посебно новиве, затоа што да, сите семафори имаат црвено, зелено, жолто. Не, Има- овие се, не, Чекај, овие. има плюс додаток за овие нели слепи лица, има Чекај бе, ова е семафор за во сала, за во спортска сала за. не, друго сакам да му кажам. Тоа башка. Плюс, имаш ти за во сала, тие се сите по стандард, нели по нов модел, имаш понови модели на семафори и ништо поразлично од тие до сега што се некој, не знам, ти дали ќе го кажеш мултифункционален и не знам каков систем треба да е тој за тие пари да се дадат. Добро да е најнормално 4 стандард. Колку е? Точно. Ако тоа кошта, да речеме, мултифункционалниот систем 20.000, ти си го земал за 150.000 евра, па не знам каков треба да е, што ќе збори, ќе им дава, ќе им прави ветерна публикава да ги лади. Што ќе прави тој за 150.000 евра? Ма дај молим Имаше- те. Тоа е прашањето. Зашто имало потреба да се дадат 150.000 евра за нешто што кошта 20.000 евра? И каков е тој мултифункционален? Имаше еден коментар, вака како што зборите, испаѓа дека имате нешто лично против. А не. Да, имаме лично против сите кои што го крадат сопствениот Значи народ. ние рековме Како секогаш можам да немам? секој што ќе направи добро, ќе го кажеме и ќе му честитаме. До сега таков во новава влада, која што ветуваше многу, таков дали е ресорен министер, било каков функционер, ништо добро не видовме, ништо ново не видовме. Секој што ќе излезе на телевизија, на медиум, на изјава или што му зимаат интервјуа, првото што го кажува, овие претходно украле толку, земале толку. Добро, тоа го знаеме колку украле. Знаеме дека не ја воделе добро. Си ја добија казната на изборите. Дај да видиме вие што ќе направите. Вие што направивте до сега за 100 дена? Мицко рече дека не му ни требале 100 дена. Не требало за него 100 дена. Одма проектите ќе ги видиме. Кои проекти ги видовме? Шо проект видовме? Од глупост секој ден. Почнувајќи од коалиционите негови партнери па надалje до него. Што направи он? Донесе фирмата на Бетики, што е Не, за лична корист направија многу за 100 дена. И Мицковски и коалиционите партнери сите направија за 100 дена све. Не трола. Ако бе, Мандар. добро, Милош се забавја нешто со... се жалат, сме ги блокирале.
Ама ако бе не требало да ги блокирате, да видиме и тие што ќе го бранат Максо. Не бе, Абе, нема брат, врска. трол не дека- прават. Ако бе трол шо? Поваре. Че имаш още коментар? Мандар зафираш. Напада. Добро. Абе, гледаш дека е members only, треба да се предплатиш. Ке си купите са... Смислил. Да мислеше ке беше научник бе мандар. Добро. Добро. Така да, Само, околу Максо, само предплатени членови на каналов може да коментираат. Добро, има? Не на сабскрайбери, тие, на тие се мисли. На мемберс. На мембери онли. Да. Да. Така Ке да, частите мислам ако дека не сакате да вреди. спамате, да, ке частите каф. Мислам дека не вреди повеќе да го коментираме Максо и да му даваме толкав простор, затоа што буквално беше дека сака да влезе во влада, има корист, влегоа во влада и толку на и на Ако он треба јавно да каже како политичар зошто например нешто што кошта 20.000 евра, зашто го набавил за 150.000 евра. И он е должен за тоа да каже и да даде објаснување. Ама ја да сум градоначалник, Толку. да ми пише некој, ако не сум виновна ќе речам. А не веднаш ти да навредуваш, кажи го документот, не е така. Не сум го набавил за 100.000 евра, го набавив за толку колку што е. Арно, ама ние имаме дека тоа биле квази новинари. Од кога е он бе репер да каже кои се новинари, кои се квази модо еден?